Добре дојдовте во процес. Во Македонија во 21. век луѓе умираат затоа што немаат лекови. Пациенти со леукемија со години се оставени без неопходната терапија. Зашто всушност се работи? Разговараме со Пепо Леви, председател на Сдруженијето за хронична миелоична леукемија. Да. Добре дојдовте. Благодарам. Околу 30% од пациентите од овој тип на леукемија се оставени без терапија. Тоа се тие болни на кои што не им одговара лекот кој што во моментот се наоѓа на позитивната листа на лекови. Тоа е еден лек за кој што долго време се водеше битка и за истиот лек да го добиете. Објаснете ни зашто се работи. Па видите, впрочем, 2011 година ние успеавме, тогаш беше начело на Министерството господин Османи, успеавме заеднички со него и со клиниката за хематологија да го ставиме иматинибот на позитивна листа. Ама тоа беше една долга битка, ми се чини едно десетина години траеше таа битка. Па нашето здружение е основано 2007 година, лекот е пронајден 2001 година, ние успеавме да го ставиме дури 2011 година. Па бевме можда последна земја во Европа што иматинибот го стави на позитивна листа. Видите, хронична миелоична леукемија е канцерогено заболување, каде до моментот на пронаоѓањето на гливекот, односно иматинибот, тоа беше смртоносна болест. По пронаоѓањето на иматинибот и нашите пациенти беа во некои научни студии и се сопре таа смртоносна болест на одреден начин, затоа што се покажа дека голем број на пациенти одговараат позитивно и иматинибот делува онака како што треба и ја спречава болеста да проградира. Сигурно и квалитетот на животот. Квалитетот на животот е најнормален, можеш да работиш, можеш да живееш, значи уопште немаш никакви проблеми со самата болест. Значи науката толку многу отиде напред да после имаме и втора генерација на тие лекови, тирозинкиназа инхибитори, имаме и трета генерација, така да денеска у светот хронична миелоична леукемија се третира како најобично заболување кое може да се држи под контрола. Значи, тоа не е више смртоносно заболување. Тоа е смртоносно заболување само во некои афрички земји, да не кажам и во Македонија, затоа што и така е. По светските статистики, па чак и според нашата пракса, околу 30% на пациентите не одговараат на третманот со иматиниб. Во такви ситуации? Во такви ситуации се употребува второгенерацијскиот лек на тирозинкиназа инхибитор, значи нилотиниб или дасатиниб, а ако и они не делуваат, постои и трета генерација на лекови понатиниб и босутиниб, кои делуваат, значи до толку науката е толку далеку отидена да тоа се такозвани смарт лекови, паметни лекови, со одреден лек да нема никакви други оштетувања, циљано, таргетно се делува на одреден хромозом. Значи, во мал број случаеви, ако не помогне иматиниб или второгенерацијските тирозинкиназа инхибитори, има лек босутиниб кој делува на Т315 одреден хромозом и ја спречува прогресијата на болеста. До таа мера се тие така наречени интелигентни или паметни лекови. Само во Македонија луѓе умираат и тоа го сметаат за судбина, затоа што мисла дека лек во светот не постои. Што се случува со овие луѓе? На жалост, тоа се некои 30%, бројката е околу 115-120. Па ние у Македонија имаме заболени околу 114 од хронична миелоична леукемија и да ви кажам искрено, голема надеж полагаме и во голема надеж, имаме големи амбиции дека сега конечно
и нашиот проблем ќе биде ставен на дневен ред. Ај објаснете ми што се случува со луѓево, како се снаоѓаат? Никако, тој лек е, никако тие луѓе умираат. Едноставно, луѓето кои не можат да одговорат на терапија со иматинип, ако не дојдат до соодветен лек или ако не се направи трансплантација на коскина срцевина, тие ќе умрат. Немаат шансите за преживување се никакви. И трансплантацијата треба да... И таа е скапа процедура, многу е рискантна процедура, ја не знам, има и овде се врши нешто трансплантација, меѓутоа денеска во свет не се прави трансплантација за овој вид на болест, затоа што се става болеста под контрола. А најновите откритија сега се дека лечењето на хронична миелоична леукемија, која траеше неограничено, сега таа болест не само да се држи под контрола, него може и да се излекува. Значи сега е еден голем проект во светот и многу земји во светот го практикуваат, тоа е стоп тритмент. Значи, после одредено време се следи пациентот и ако еден одреден временски период има добри параметри, онда може да се престане и со лековите. Така, тоа сакав подоле да ве прашам, уште да се концентрираме кај пациентите. Колку чини месечната терапија од овие лекови? Дали некој може да си дозволи да ја купи? Тешко. Месечната терапија сега мислам дека е поевтина. Во почетокот сигната беше околу 4.500 евра, а мислам дека е сега околу 3.500 евра месечна терапија. Гливекот беше 2.500 евра месечна терапија. Меѓутоа, знаете што, жалосно е што ние не само не мрднавме напред од 2011 година, него отидовме и назад. Зошто отидовме назад? Гливекот, кога изгуби лиценцата, дојдоа на ред копии кои се многу поевтини. И тоа е еден процес кој е во светот и многу држави го практикуваат уместо скап гливек да набавуваат многу поевтини копии. Меѓутоа, тоа се квалитетни копии и пациентите кои не одговорат позитивно на тој лек имаат алтернатива да добијат тасигна или да добијат спрајсел. Кај нас се препуштени сами на себе, на кого не му одговара тој лек, он нема алтернатива. Нема алтернатива за преживување. Не знам колку здравствените власти се свесни дека трошокот многу повеќе се намалува доколку ги има овие лекови, значи се намалуваат, имаат и државата економски бенефит, се намалуваат болничките лекувања и така натаму, да не зборуваме за опасноста од смрт, од исходот од смртни случаи. Како стои ситуацијата со клиниката за хематологија? Немаат ли тие можност да го набават? Дали тие се обраќаат? Дали вие се обраќавте кај поранешниот министер? Имаше ли воопшто некакви размислувања во тоа министерство да се набави? Затоа што не станува збор за голема група на луѓе, без разлика, да и еден пациент нека има право на лекување. Па ја, колку сум информиран од директорката на хематологија, госпоđа Лидија Чевревска, они имаат упатено писмо до министерство, меѓутоа тоа писмо со месеци стоеше во фиока, не се одговараше никако, нити позитивно, нити никако. Пациентите на кои им беше судено да умрат си умреа, тие на кои терапијата им одговараше нормално живеат. И ние бевме, јас безброј писма имам упатено и безброј обиди да се на таа тема разговара во министерството, меѓутоа немаше некој резултат. Сега министерот не најде за 6 години време да се погрижи за пациенти, меѓу нив има ли деца? Имаме и млади пациенти, меѓутоа за среќа секој живот е драгоцен. Да, апсолутно. Имаме и видите, тоа е болест која не бира ни пол, ни возраст, ни религија, мислам удара сегде и секој може да се разболи. Меѓутоа, на среќа постои лек, али за несреќа Македонија има само за дел од пациенти лек, нема за сите. Зошто би ги оставиле сите други да умрат на кои не им одговара иматинибот?
Мислам дека и да се обиде некој, тоа ќе трае неколку месеци и да продаде. Се сеќавам кога прворангираниот, единствениот лек што го имавте, луѓето продаваа возила, продаваа станови, ама со тоа си го продолжуваа животот за неколку месеци. Истото и сега. Тој што сака да живее, нема друг избор. Ке си продаде све што има, додека може ке го купува, после едноставно ограничен му е животот. Тоа е тоа, нажалост. Очекувате ли новиот министар Таравари да го реши проблемот, да има слух? Тој најави дека ќе ги прими пациентите од различни здруженија, ќе ги слушне нивните маки. Да ви кажам, страшно сум голем оптимиста дека конечно ќе се реши ова прашање. Имам неверојатен оптимизам. И денеска се јавив во кабинетот на новиот министар Таравари и пред 2 дена побарав прием. Денеска се јавив да видам што е, како е, докаде е. Знам дека вчера имаше средба со Сдруженијето на заболените од диабетис и дека сите беа задоволни од таа средба и очекуваат многу подобрувања. Јас се надам, пошто е он и лекар, и дека ќе има слух за нашите проблеми и дека конечно болните од леукемија ќе се здобиат со право на живот во Република Македонија. Мислам дека тоа не е голем трошок, не е голем издаток, поготово што сега и тој вид на леукемија станува излечива болест. Одреден број на пациенти, воколку успееме да направиме соодветна научна програма со Новоартис или со било кого, можат да престанат да го пијат лекот. Така да од една страна ќе имаме заштеда, од друга страна ќе се купуваат правите лекови за луѓе на кои тоа им е потребно и конечно и Република Македонија ќе се сврста во ред на напредните земја која не дозволува нејзините жители да умираат од една болест која сегде може да се излечи. Веќе не зборуваме за компании, не зборуваме за веледругери, за бизнис, зборуваме за човечки живот. Апсолутно. И секој го има тоа уставно право. Како е во соседните земји? Они успеа ли нешто? Србија, не знам, сите го имаат, сигната сите имаат на позитивна листа. И Бугарија има сега чак и научна студија финансирана, ми се чини, од Новоартис, каде што има тритман стоп. Значи, одреден број на пациенти заболени од хронична миелоична леукемија, кои имаат подолг временски период позитивни резултати, не пијат више лекови. Ги прати една екипа на лекари, има соодветни испитувања и тие луѓе се третираат како излечени од леукемија, а ако на некој од нив им се поврати, онда наставуваат со терапија. Што е страшно еден голем исчекор за една таква болест. Го спомнавме лекот Гливек и таа долга битка, тоа беше една тешка битка која што ја добивте. И тоа беше еден од ретките лекови кој што влезе на позитивната листа, која што за жал воопшто не е променета во последните 8 години. Така е. Тоа беше некаков успех. Но во меѓувреме почнаа да се внесуваат поевтини лекови од други производители, се жалеа пациентите еден известен период. Што се случува тука во тој дел? Па да ви кажам, ја со воведувањето на копиите, ние почнавме, знаете какви беа тендерите во Македонија. Се купуваше најевтин лек. Така е. Тоа беше единствен критериум за купување на лекови. И сите тие лекови, грото на лековите беше одредени лекови. Еве ја ќе ви посочам точно за кои лекови се работи. Еве овој акордот сега што го примаме. После и макрибинот кој беше од алвоген. После што ја знам лекови кои прв пат се давани на пациенти во Македонија. Ниједна друга земја не ги употребуваше. Добро. Експериментални. Беше на некој начин, да.
Кој покаже добри резултати, добри. Кој не покаже добри резултати, тој немаше друга алтернатива. И да ви кажам искрено, тоа е она што уствари и доведе до назадување на процесот на лечење на заболените од леукемија. Видите, ако некој пациент, ако некој лек не е добар, сега, знаете колку се сменети од 2011 година, од 2013 година, имаме 1, 2, 3, 4, значи еднаш годишно, а можда и 2 пати годишно се спроведува тендер и се менува лек. Го примаме се акордот, го примавме пливатинибот, го примавме меаксинот, го примавме и макрибинот. Значи, не смее многу често да се менја терапијата и да се менјаат лекови кај овој вид смртоносни заболувања. Тоа не е главоболка, па дал ке пиеш кафетин или ке пиеш што ја знам, некој друг парацетамол или било што. Ова е и самите доктори, ако има некои негативни реакции, не знаат од кој лек се тие негативни реакции поради брзото менување на сите овие копии. Ние немаме ништо против копии, меѓутоа нека тоа бидат копии кои се верификувани на одреден начин, кои се примаат и во некои други земји, каде има некој искуство. Па меаксинот, мислам дека се прима, пливатинибот се прима, за другите не знам. Меѓутоа, ние сега имавме здружение, имавме состанок на ниво на сите здруженија во светот. 25 и 28 мај во Франкфурт, CML Horizon одржа состанок на кој беа присутни околу 100 пациентски здруженија од преку околу 65 земји во светот. Ние го однесовме нашиот акорд на испитување, таму го дадовме и они сега ќе ни пратат за едно месец, два ќе добиеме, за едно месец дена ќе добиеме резултати според најновите европски лаборатории, колку е квалитетен и дали е квалитетен тој лек и колку има активна субстанца во него. Во Македонија не се прави тоа или ете ги нема тие можности на фармаколошкиот? Мислам дека не се врши испитување на ниеден лек. Меѓутоа, тие се лекови кои се одобрени по некоја си процедура од Европска здравствена организација ЕМУ и би требало да бидат окей. Меѓутоа, нивните испитувања се само според документацијата. Не е како и кај првиот лек, кај првиот иматиниб, кај гливекот, каде што имавме една научна студија за испитување на лековите. Научна студија и лековите се испитува на самите пациенти. Така. Додека во Македонија пациентите се оставени во таа агонија без лекови, значи според проценките секаде некаде 40 на пациенти се без лекови. Светот отишол напред со медицината, односно медицината оди напред, лекарите и кај нас не се во можност да ја даваат терапијата без разлика ете како оди фармацијата и медицината одат напред. Што се случува? Нешто кажавте на почеток, што се случува во светот на овој план? Видите, во светот и понатака се истражуваат и нови лекови и уште поквалитетни лекови се добиваат, меѓутоа, нажалост, кај нас се уште не се применува ништо од таа пракса, иако за тоа не треба некои посебни пари, иако на лековите се лесно. Не постои? Не постои. Знаете, ја користам оваа прилика да упатам апел до министерот Таравари да што побрзо се сретнеме, да што побрзо разговараме како да им помогнеме на заболените од хронична миелоична леукемија, затоа што мислам дека е само во прашање недостаток на добра волја да се завршат работите, да се спасат тие животи. Мислам дека тоа нити е многу скапо, нити е неизводливо. Значи, зад ова стои комплетно сите лекари на хематологија, за тоа стои хематолошко лекарско здружение, за тоа стојат пациентите. Значи, нема кој е против, а ние не успеавме да го ставиме лекот на позитивна листа. Сега,
Što pobrzo se vidime, što pobrzo se razgovara, to pobrzo ke se najde rešenje. Rešenje to mnogo brzo može da se najde. Da li ke bude stavena pozitivna lista, da li ke se odobri neki doполнителен fond od Fonda za zdravstvo na klinikata za hematologija. Kako ke se reši problemot, ne je bitno, važno ke se reši. Da se sedne i da se razgovara. Ako se razgovara, sigurno ke se najde rešenje. I čas poskoro će biti spasen neki život. Apsolutno. Vi благодарам на разговорот. I ja na vas.